Низ за пропусти во Законот за угостителска дејност утврди Државната комисија за спречување со корупцијата по трагедијата во Кочани во која загинаа 61 лице. Особено пропусти е забележено во делот на проверката на условите за вршење угостителска дејност, постапката и условите за давање лиценца во однос казните и слично. Неопходно е да се пропише обврска Државниот пазарен инспекторат да изврши увид во определен рок, како и санкции вклучувајќи казни или одземање на одобрението, велат од оваа комисија. ДКСК препорачува во законот да се предвиди обврска за доставување писмена согласност од ДПИ или друг надлежен орган, со што ќе се потврди исполнетоста на минимално техничките услови пред уписот во регистарот. Неопходно е да се пропише обврска ДПИ да изврши увид во определен рок, например 15 дена, како и санкции во случај на невистинито пријавување, вклучувајќи можност за казна или одземање на одобрението. Наместо инспекцијски мерки како опоменат, треба врачување покана за едукација, вели Татјана Димитровска од оваа комисија. Се препорачува да се преиспитаат прекрашочните одредби за да се обезбеди сразмерност меѓу висината на глобите и сериозноста на последиците, особено кај прекрашувањата се однесуваат на здравјето и безбедноста на луѓето. Треба да се примени трикратниот износ на глоба за сериозни прекрашоци, при што ќе се усогласи член 59 од Законот за угостителска дејност со член 82 од Законот за инспекцијски надзор. Заклучокот на Државната комисија за спречување со корупција е дека во Законот за угостителска дејност постојат бројни регулаторни ризици поради недоволно прецизно, нецелосно уредени постапки, отсуство на функционални контроли, механизми и можност за декларативно исполнување на условите без фактичка проверка од надлежен орган.